Главниот берзански индекс МБИ-10 оваа година е пораснат за 2,5% и расте во континуитет. Споредбено пак со предпандемиската 2019, неговата вредност е порасната за 125%, уверува првиот човек на националната берза. Во првите 3 квартали од годинава, прометот на берзата изнесувал околу 100 милиони евра, што е приближно еднакво на ланското ниво. Но останува предизвикот како да се зголеми бројот на компании кои ќе учествуваат на берзата. Од 90 акционерски друштва кои исклучиле договор со берзата, тргуваат само 20 до 30 компании. Тоа е прашање кое нема лесен одговор и нашето мислење како македонска берза, базирано и на искуства на некои други помали пазари, е дека тука треба координација на повеќе институции, вклучително државата, приватниот сектор, здруженијата на коморите и така натаму. Но треба компаниите секогаш да имаат во предвид дека во услови на некакви шокови, а видовме во последните години пандемијата, инфлацијата, цените на енергенсите, во дадени такви ситуации треба да имате поголема капитализираност на компаниите. Македонскиот пазар, иако стабилен, е релативно мал. Често недостасува ликвидност, а тоа е клучен фактор кога компаниите бараат долгорочни средства, истакна Димитриевска Кочовска, споделувајќи какви мерки превзема Министерството со кое раководи. Министерството за финанси во последниот период активно работи и во постојана комуникација со македонската берза, се со цел пазарот на капитал да заживее, затоа што ние како министерство сметаме дека тоа е потенцијал или извор на финанси за голем дел на компании, особено оние кои што немаат или потешко имаат пристап до традиционалното финансирање, односно банкарскиот сектор, и би рекла потешко во банкарскиот сектор можеме да обезбедиме финанси за иновации кои што секој пат се поризични. Со поврзувањето на пазарите им се дава шанса на помалите и средни предпријатија полесно да дојдат до капитал, да ја зголемат конкурентноста и да најдат партнери надвор од границите на државата. На тој начин не само што јакне пазарот на капитал, туку ја поттикнуваме и економијата да расте побрзо и поодржливо, истакна ресорната министерка.